Ниту еден преседан, ниту една импровизација не донела ништо добро. Ниту за нив, ниту за собранието, ниту за граѓаните. А не е прво. Од кога ќе го направите преседанот еднашка, понатаму само ќе се множат. Тоа е дополнително заглавување во жива кал. И тоа така, оваа власт сака да понеси целата држава, вклучително и ова собрание. Отпочна на почетокот на годинава со изборот на самата влада. И таму има слични дискусии. Таму можеби беше легално, но не беше легитимно. Овој пат ниту е легално, ниту е легитимно. Ова што се прави тука. А од каде да почнеме? Едноставно, имаме ситуација во која што избори и именување комисијата се прави на конститутивна седница. Јасно и гласно напишано. И во деловник, и во закон. И не можеме никако поинаку тоа да го направиме. 3 дена овдека гледаме бламирања каде што некои колеги се обидуваат да не уверат дека ова била конститутивна седница. Не може да биде. Едноставно треба да се размислува. Граѓаните многу добро знаат дека имаме власт која што не е во состојба да се справи со ситуација, да најде решение, капацитетите кај што се ограничени и кај што има дефинирана неспособност. Овој пат имаме ситуација кога они самите се соочуваат со сопствената неспособност. Оваа комисија се прави на конститутивна седница. Ако некој побарал автентично толкување токму на тие членови, ќе им било укажано многу јасно, барем во неформалниот дел, едноставно треба да размислите добро, да ги умислите сите моменти, бидејќи оваа комисија се прави на конститутивната седница и тие што се луѓе ставени таму, тие се. Понатаму нивно менување треба да правите импровизација, треба да идете против законот, против нормативните акти и за тоа може да сносите еден ден одговорност. Тоа треба да се каже. И тука веќе немаме друга ситуација. Ја ги пратев и колегите што се обидоа невешто, па би рекол и неуспешно, да ја бранат оваа постапка. Многу малку моменти беа укажани, многу малку аргументи беа укажани со кои што би може да се брани ваков чекор на собранието. Самиот председател во негова изјава, нема да повторам, но ќе го замолам подпредседателот да му пренеси, да беше тука лично, ќе искористам може се уште еднашка да му прочитам, каде што самиот кажува дека не може да се стави точката доколку нема комисија. Едноставно не можеме да се движиме во насока без компас, без правец. Ако колегите од опозицијата укажаат дека требале да биде запазена пропорцијата и волјата на гласачите, што е спорно со колегата Фадил Вендели? Тој доаѓа од листата на СДСМ и коалицијата. Тој бил предложен од владеачкото мнозинство и тогаш како соодветен кадар да застапува нивната опција и волјата изразена на изборите токму во таа комисија. Истата таа личност била предложена и да заменик председател на собранието. Доскоро. Нема тука ништо спорно. Она што ужаснува е фактот што најголемиот аргумент што го кажа, тоа е пракса, нас ни следува мнозинство во комисијата, ние сте власт. И нема други аргументи. Едноставно тоа нас ни следува. Немаме тука дискусии дали треба да одбереме најдобрите решенија. Немаме тука дискусии дали предложените кадри за именувања се најпрофесионалните, најиздржаните, оние кои што ќе донесат најмногу квалитет во работата на институциите кои што се предложени. Конкретно овдека станува збор, сите знаеме веќе за назначувањето на судиите во Уставниот суд, за партизација на Уставниот суд. Ужасот на оваа власт е доколку некој се дрде да размислува по слободна волја. Овде станува со оваа точка прашање дека некој сака да ги одземе уставно за гарантираните права на еден пратеник, кој што, нели, откако избран, може слободно да размислува и да одлучува по сопствена волја. Со ова разрешување, вие тоа сакате да го земете. Кој е тој што може да каже како би одлучувал пратеникот во работата на таа комисија? Кој е тој што може му забрани на пратеник да одлучува по сопствена волја во работата на работните тела? Токму тоа сака оваа власт да го направи. Да се насочи, доколку не е сигурна дека нема да се извршуваат нивните партиски директиви, да се искористат сите средства
потребни и непотребни, би рекол во овој случај, само да се спроведат директивите што ги добиваат. Ништо повеќе. Јас бев фрапиран од многу работи, но ова е навистина нешто преку кое што не може да се премине. Можеме да редиме до бескрај. Зошто биле причините поради кои што имало промена на ставовите. Ја верувам дека и Фадил Зендели своевремено која правеле коалицијата, поверувал на еден или на друг начин дека еве оваа власт ќе дојде се просечна плата, ќе направи Формула 1 патека, ќе направи автопати и така натаму. За краток период видел со кого си има работа, го променил мислењето. Но тоа не смее да промени одлуката што истата таа власт направила да го предложи во таа комисија. Исто како што требала да биде свесна и одговорна дека доколку некој член од таа комисија го испрати на друго место, може да се јави проблем во работењето. И затоа реков дека ова е ниту легално, ниту легитимно. Можеби единствената добра работа од целата оваа ситуација што ни ја наметнуваат е тоа што можеби имаме лоша ситуација во моментов во која што вака неспасно сакате да се излечите, но добрата работа е што утре, како што се соочувате денеска со неспособноста, утре ќе се соочите со одговорноста. Ви благодарам.